Прва точка. Предлог на декларација за правото на политичко учество на граѓаните со попреченост, поднесен од пратениците Талет Џафери, Зечир Рамциловиќ, Горан Мисовски, Фросина Ташевска Ременски, Јован Митрески, Емилија Александрова, Сурија Рашиди, Теута Билали, Афрен Гаши, Ејуп Алими, Мерале Узаири Ферати и Никола Мицевски. Предлогот на декларацијата ви е доставен. Отварам општа расправа, ги повикувам предлагачот и пратениците кои сакаат да говорат по општата расправа по предлогот на декларацијата да се пријават за збор. Трајчо Димков кај Има збор Трајчо Димков. Се извинувам, Фросина Ременски како еден од предлагачите. Потоа Трајчо Димков. Благодарам, почитувам председателя, почитувани колеги, почитувани представници на невладината Полио Плюс. Денеска имаме убав повод. Пред нас е декларацијата за поддршка на политичкото учество на лицата со попреченост и можам слободно да кажам дека оваа декларација секако со иницијатива на Полио Плюс, на невладините организации, на интерпартиската парламентарна група за поддршка на лицата со попреченост, поддржана од сите координатори на пратеничките групи во Собранието на Република Северна Македонија и на председателот на Собранието на Република Северна Македонија, е еден добар повод да дадеме една широка поддршка за оваа декларација, не само преку декларативните заложби кои што се нотирани во самата декларација, туку и да отвориме пат за легислативни промени во делот на подобрување на партиципацијата на лицата со попреченост, а со тоа да придонесеме и за подигање на свеста во рамките на политичките партии за овозможување во овие изборни циклуси да обрнат поголемо внимание не само во делот на креирање на своите програмски изборни програми за подобрување на положбата и улогата на лицата со попреченост во нашето општество, туку да овозможат тие истите да бидат избрани од граѓаните и да учествуваат во носењето на политичките одлуки, затоа што најдобрите политички одлуки и законски решенија се носат во еден инклузивен и еден консултативен процес во кој што треба да учествуваат сите, а најмногу засегнатите лица. Интерпартиската парламентарна група го отсликува и меѓупартискиот консензус кој што го има оваа собрание по однос на политиките во сферата на социјалната заштита, особено за подобрување на лицата, на условите и правата на лицата со попреченост, и тоа треба да биде и можеби најдобрата позитивна нота која што треба да ја истакнеме од оваа говорница и да се заложиме сите заедно да градиме консензус по повеќе прашања, вклучително и ова. Јас исто така сакам да истакнам дека председателот на Собранието на Република Северна Македонија, господинот Талат Џафери, е особено посветен во делот на афирмација на политиките и секако промоција на грижата и соработката со здруженијата на лицата со попреченост, што дополнително дава еден импулс повеќе, не само во декларативната заложба на Собранието, туку и отвореноста на Собранието да гради соработка со здруженијата, да ги слуша потребите, да учествува во голем број хуманитарни активности кои што се организираат токму во тој дел и секако да го шириме примерот за оваа наша, би кажала, меѓупартиска солидарност по однос на оваа декларација. И сакам да истакнам дека оваа декларација е прва во светот. Парламентарниот состав денеска и Собранието на Република Северна Македонија ќе бидат меѓу првите земји кои што ратификуваат, односно усвојуваат декларација за поддршка и промоција на политичкото учество на лицата со попреченост. Ви благодарам. Трајчо Димков има збор. Благодарам.
Почитувани присутни, еден посебен поздрав за Елена Кочевска и за незиното трпение што денес го покажа и цел ден седи во Собранието на Република Македонија. Има и зошто, треба да биде горда, меѓутоа и ние на некој начин се обединивме преку ова декларација, што верувам нема да биде и последен обид и последна шанса. Почитувани колеги, на почетокот дозволете ми да го изразам моето задоволство од денешната седница и носењето на декларацијата. Чест и задоволство ми е да се биде дел од денешниот момент. Принципите на слобода, демократија, почитување на основните човекови права и слободи и владењето на правото се неразделиви принципи во процесот на европската интеграција и предуслов за мир, развој и безбедност во секој општество. Европската унија ја поттикнува универзалноста и неразделивоста на човековите права. Денес, повредата на човековите права е феномен кој се појавува во сите сфери на општественото живење и државите преземаат драстични мерки да се справат со неа. Човековите права се права кои се својствени за сите човекови битија, а се содржани во бројни меѓународни, регионални и национални акти. Со ратификувањето на Конвенцијата за правата на лицата со попреченост, како држава преземавме обврски за нејзино доследно инкорпорирање и имплементирање. Конвенцијата ги следи сите области и сфери на функционирање на општеството согласно пак Конвенцијата на лицата со попреченост. Мора да им се обезбеди политичко учество на иста основа со другите лица, без разлика на правниот субјективитет на лицата со попреченост. Паралелно, државата исто така имаат афирмативна обврска да ги приспособат и да ги поддржат лицата со попреченост во остварувањето на правото на политичко учество. Во членот 29 се наведуваат обврските на државите за обезбедување без никаква дискриминација и без неосновани ограничувања учество во изборниот процес на сите лица со попреченост, учество во политичките организации, партии и учество во процесот на одлучување за прашања од интерес на лицата со попреченост. Правото на учество во политичкиот и јавниот живот е меѓусебно поврзано, зависно и неделиво со другите права, утврдени во Конвенцијата. Инвестиции и политичка посветеност се клучни фактори за успех за целосно учество во општеството. Сите влади досега инвестираа во поддршката на лицата со попреченост со политики за социјална заштита, финансиска поддршка, помош и поддршка во образованието, здравството, вработувањето, подигањето на свеста за проблемите на лицата со попреченост. Може да се постигне со зголемување на политичко учество на самите лица во политичкиот живот. Затоа, мојата заложба како пратеник и подпредседавач на ИППГ е препознавање на прашањето на попреченост како човеково право и застапување за што е можно поактивно учество на самите лица. На иницијативата на Полио Плюс веќе 16 години во нашиот парламент обстојува и функционира интерпартиска парламентарна група за правата на лицата со посебни способности ИППГ. Горди сме на неа зашто е единствена во регионот и одличен пример за добри практики, но од друга страна пак сме и единствен парламент во регионот кој нема представник, пратеник лице со посебни способности. Од ниједна политичка партија, тоа е за жал, се надам дека во следно време тоа ќе се промени. Интерпартиската парламентарна група за правата на лица со посебни способности го зголеми диалогот помеѓу организациите на лица со посебни способности и пратениците и успеа да покрене општество во кое сите лица со посебни способности треба да учествуваат целосно како еднакви граѓани. Низ овие години, овие 7 состави на ИППГ за правата на лицата со посебни способности создадоа критична маса на луѓе од различни структури кои се спремни да се посветат на оваа мисија, влијание и застапување за промени на законската регулатива во оваа сфера, но и за промена на јавната свест. Осебен белег на ИППГ му дава неговата хетерогеност и преку него уште еднаш нашата држава покажува функционалност и неисцрпни можности за толеранција. ИППГ не им го смени животот на луѓето со посебни способности, но ИППГ создаде и создава предуслови за вистински длабоки промени на квалитетното живење на сите. Пред се, создадена е мрежна структура во општеството посветена на овие прашања. Членовите на ИППГ работеа напорно за ратификување на Конвенцијата за правата на лицата со посебни способности, како и на закони со вградени стандарди за изедначување на правата на овие лица. Направен е продор во медиумите и подигнувањето на јавната свест за правата на лицата со попреченост. Со денешниот чин даваме можност да бидеме дел од глобалниот повик кон креаторите на политиките,
повеќе и поефикасно да ги вклучат лицата со попреченост во политичкиот и јавниот живот. Престојат уште многу предизвици, со кои се соочуваат сите демократски општества, а не е исклучок ни нашата држава. Но со добра волја и поддршка верувам дека овие предизвици можат да се надминат. Почитувани колеги, и покрај празнините во законската рамка, сепак барем во оваа област, нашата држава се покажа дека може да биде пример и модел за препознавање и вклучување на лица со попреченост во нашето општество. Почитувани, успехот на нашите заеднички напори до денес треба да не направи оптимисти, без оглед дали причината е недостаток на јавност во законот или во административните постапки. Мораме да овозможиме граѓаните со попреченост да ги остварат своите граѓански и политички права. Тоа не е само должност на некого, тоа е должност на секого, тоа е право на сите. И тоа важи сега и веднаш. За овие права немаме и не треба да си даваме изговори. Тоа значи дека треба сите ние, пак повторувам, сите ние, пратениците, организации, представници од извршната власт, па и самите родители на децата со попреченост, да работиме и на подигнување на свеста. Да работиме на промена на нашите гледање, поврзани со прашањата на децата и возрастните со попреченост и заедно да излеземе во пресет на предизвиците. Неопходен е и политичкиот консензус по однос на ова прашање, каде сите партиски определби имаат само една боја. Се со цел да изградиме инклузивна еднаквост и општество без дискриминација, применувајќи ги стандардите од конвенцијата и запазувајќи го нивниот принцип и мото. Ништо за нас без нас. Почитувани колеги, јас ви честитам. Упатувам искрени честитки и до Елена, и до Полио Плюс, и до сите здруженија со посебни потреби. Ово го говорам во името на мојата пратеничка група, бидејќи бевме договорени координаторот да ја потпише декларацијата, за ова стои целата наша пратеничка група. Благодарам и кон нив, благодарам и за вашиот консензус на сите останати политички партии. Би сакал да ја спомнам и Лилијана Поповска, бидејќи е еден од основачите на НИППГ, и честитам и на неа и на сите вас. Благодарам. Владимир Ѓорчев, имате збор. Благодарам. Почитувани колеги пратеници, почитувани гости од невладиниот сектор, мило ни е, драго ни е што сте тука во законодавниот дом, тука во Собранието, кој што е представнички дом на граѓаните на Македонија. Благодарам за вашите иницијативи, за вашето дом. Во врска со декларацијата која што е понудена, се надевам дека ќе дадеме поддршка, затоа што добро е во врска со ова прашање да имаме едногласен заеднички пристап кој што ќе биде добар. Драго ми е што како предлагачи, како подписници на оваа точка и на оваа декларација се наоѓаат луѓе од пратеничките групи на ВМРО Демократска партија за македонско национално единство, односно ВМРО ДПМН. Оваа иницијатива ја поддржуваат исто така и политичките представници од Социјалистичката партија, односно СПМ. Имаме исто така и луѓе кои што се поддржувачи на оваа точка, доаѓаат од редовите на Социјал-демократскиот сојуз, односно СДСМ, независниот пратеник, господинот Панчо Минов, од Кавадарци, исто така од Движењето за обнова на Македонија, ДОМ, и тие поддржуваат оваа декларација. Понатаму Демократската унија за интеграција, односно ДУИ, и тие се предлагачи, имаат подписници овде, а сигурен сум дека има и поголем број на други луѓе кои што не се подпишани на Има и други кои што не се подпишани на оваа декларација, а кои што ја поддржуваат. Благодарам, председателе. Почитувана Елена, колеги пратеници, оваа декларација се однесува на почитување на правата на лицата со попреченост кои што се уставно гарантирани, нивните права и слободи и учество во политичкиот живот на еднаква основа со останатите граѓани во државата. Тоа е пораката што оваа декларација треба да ја однесе во општеството и да ја слушнат сите граѓани во државата. Нашата цел е лицата со попреченост да бидат активно вклучени
почнувајќи од демократизацијата на нашите политички партии, чии репрезенти сме, затоа што најдобро за попреченоста можат да говорат самите лица со попреченост. Треба да ги едуцираме внатре нашите политички партии да препознаваат важноста на попреченоста. Понатаму, лицата со попреченост имаат право да бидат предлагани како советници, како пратеници, зошто не и министри. Тие треба да учествуваат директно во носењето на одлуките за целиот општествен живот, вклучително и за нивните права и слободи. А денес очекувам сите едногласно да ја поддржиме оваа декларација и да испратиме порака дека лицата со попреченост се членови на нашите семејства, наши пријатели, наши соседи, наши сограѓани, граѓани на оваа држава. Ви благодарам. Благодарам и вам. Бидејќи исцрпена листата непријавени за збор, констатирам дека општата расправа е завршена. Пред да гласаме, дозволете ми во мое и ваше име да констатирам дека и во овие околности ова собрание и конкретно се вклучува во светските напори за инклузивност, со тоа што на оваа пленарна седница ќе гласаме за донесување на предлог декларацијата за правото на политичко учество на граѓаните со попреченост, која е на иницијатива на интерпартиската парламентарна група во нашето собрание, како неформална група на иницијатива на Полио Плюс, како координаторска друштво, здружение во нашата земја, предводена од господја Елена Коцовска, која ја користам приликата да испратам поздрави, да и честитам и да ја пофалам за трпението и докажаната толеранција и директно да го следи текот на оваа седница. И врз основа на подписите кои што ги дадовме, помисливме дека во сосема поинаква атмосфера ќе дојдеме до овој чин кој следи за донесување на овој акт, но за жал ние како пратеници, како представници на граѓаните, а и ваши представници, сме во ситуација во која што можеби сите ние се мислиме дали ќе бидеме или нема да бидеме дел од следните списоци, но можеби сето тоа е резултат на иницијатива што ја презедовме денес. Над се и пред се на вас и нашите сограѓани кои се офаќаат од оваа декларација, ви честитам и ви посакувам успеси и целосно имплементирање на декларацијата која што денес ја изгласуваме. Ви благодарам. Фактот што не станав на нозе не е во однос на тоа дека го игнорираме вашето присуство и цел ден, односно долго време стоевте на нозе и поинакви се предусловите, но беше во насока на работната атмосфера денес и со фактот што денес некој станува на нозе и мисли дека ги има покриено сите активности од денес, не ги покрива и поради тоа не станав на нозе, почитувана Елена Коцовска. Предлогот декларацијата ја ставам на гласање, ве повикувам да гласаме. Вкупно гласа 76 пратеници, сите 76 пратеници гласаа за. Воздржани нема, против нема. Констатирам дека собранието ја донесе декларацијата за правото на политичко учество на граѓаните со попреченост.